Маја Бабич, која со нејзината сестра Ира имаат медиумска поддршка последниот период и секако едно медиумско представување за она што начекува, што вели таа самата зад камери, веќе нема да кажуваме реобновено, со оглед на тоа дека веќе трета година поред се случува да тие го вратат всушност како една уметничка традиција на почитувањето и нивниот татко Марин Бабич, токму преку манифестацијата која што се случува овој викенд, 8 и 9 подочни понеделник, така што по пауза ќе потсетиме уште еднаш од години токму овие две дами го вратија ова фантастично сценско шоу, кое што веќе некако си руши своји рекорди на гледаност и на социјалните медиуми. Потсетувам, уште малку остануваат билети за 9 јуни маја. Ова ќе биде повторно уште само еден телевизиски медиумски аларм за глумците пеат кои што сакаат во понеделник по МНТ да се појдат и да се уживаат во новото искуство. Добро утро. Добро утро на двајцата, фала на поканата. Во секое време. Задоволство ни е што можеме да најавиме нели еден ваков настан, нешто што веројатно публиката која е во изминатите изданија, јас си така најавив и на самиот старт била со импресии и впечатоци, нешто кое што останува во сеќавање ако зборуваме за тој хумор па и таа смеа. Смеењето е лек за душата, нели велат, а некако во денешно време е се потешко да се насмееме и добро е кога имаме вакви настани каде што можеме од срце да се насмееме, а тоа некако да ни го добиваат ликовите кои меѓу другото ќе гледаме на театарската сцена. И веројатно се подготвува нешто спектакуларно и за ова издание што можеме накратко да го најавиме, но се разбира главното ќе се види на 8 и на 9. Битно XXL руши рекорди по гледаност, тоа е не јас се сеќавам со Ивана, тоа нема ни 2-3 седмици. Да, само исподел што се има прилика глумците пеат во еден сегмент да понуди. XXL беше точка од лани каде што нашите актерки го рекреира настапот на XXL, вклучувајќи го и фалшот на една од девојките. А тоа навистина беше забележителна точка. Она е тоа што постојано го зборуваме кога ги работиме глумците пеат. Они многу се трудат да испеат точно, бидејќи се навистина талентирани гласови. Меѓутоа, ние постојано им велиме не е толку важно да се испее точно, колку што е важно да се остави печат со точката која што се прави. Да, годинава е третото возобновено, веќе веројатно ќе биде. Мислам дека од следна година веќе само може да кажете ова е новото издание на глумците пеат. Така е. Јас постојано заговарам тоа дека на народот му треба забава, на народот му треба смеа. Само задоволен, насмеан народ е продуктивен народ. Кога вие една вечер ќе се изнасмеете, ќе уживате, не треба да бегаме од тоа да бидеме среќни. Многу ми е драго што нашиот татко во 93-та поставил еден концепт кој што сега гледаме дека функционира и денеска. И тоа е нешто што навистина не прави мотивирани да работиме уште повеќе и да го следиме неговиот чекор, а при тоа да правиме една наша автентична приказна. Знам дека многу пати даде заедно со својата сестра Ира и интервјуа, дадовте изјави конкретно за глумците пеат, кои нешто се и нашите колеги не ме праша, ама во 93-та кога бите вратиле, кои се првите сцени, моменти кои што се сеќавате, можеби некој пат вака што се вели фамилиарно се ги споделувате со Ира за глумците пеат, и дали Марин во тој период со некога работеше идејата или му дојде само идеја да направиме некој убаво кабаре во тој период каде што глумците ќе долга приказна во неколку зборови. Идејата му текнува одејќи пеш кон театар за представа, влага во гримиорна, во гардероба и му вели на Драган Спасов, пеачиве наши во Македонија фалшираат дури и на плейбек. Ајде да им покажеме, тоа е 92 година, ајде да им покажеме дека ние глумците знаеме убаво да пееме, дај да се собереме, да си попееме малку. Значи, разговара со Драган Спасов? Со Драган пред представа во гардероба. И Драган му се врти и му вика, ајде да се вика глумците пеат. И така тргнува. Нашите сеќавања, моите лично сеќавања, се гужва дома, постојано влези излези, некој доаѓа, па ајде ова ќе правиме, она ќе правиме, а од сцената ми е секогаш Дади како прв човек кој што настапува, кој што се тресе како лист хартија од трема. Он го отвара, он е првиот кој што запејува на глумците пеат. Универзална сала? Универзална сала, идејата била да се случи само еднаш и никогаш повеќе. Да, тоа им било како ај ќе се собереме, ќе си правиме забава, некогаш убавите работи и случајно се случуваат, кога има и добра енергија и позитивна мисла и немање калкулации, што е многу важно. Да, тоа е особено важно денешно време. И тоа остана и денеска. Значи, генерално сите во оваа приказна сме од некаква лична побуда, мотив, јас и сестра ми веќе знаеме од што сме. Најважно дека и сега
поблиското семејство се вклучува, твојот син? Мојот син се вклучува буквално една фамилиарна, тој се пронаоѓа во целата оваа приказна. На крајот на денот ова ќе остане еден ден и на нашите деца и сакаме да продолжи како што ние сме го почитувале нашиот татко, очекуваме и нас да не почитуваат. Но генерално концептот е тој што го работиме, ама секоја година си е нова приказна некоја. Така, Маја, велиш 93-та самата идеја и нели не искалкулирано нешто кое што се дава од душа и веројатно затоа има и таков ефект. Но од 93-та до ова 2025-та многу работи се сменија во многу области, во многу сегменти. Да речеме, генерации се сменија, век се смени, времето се смени, никако се издигитализиравме сето тоа. Дури и начинот на кој што се шегуваме и се смееме или ги прифаќаме шегите се смени и веројатно тоа е еден голем предизвик со кој што претпоставувам се соочувате и како организатори, но оние кои што директно учествуваат во самото формување и текстот. Не само да се презентира, бидејќи актерите тоа го имаат како свој талент, нели? Иако тука треба и нешто плюс, туку и да се создаде како нешто што ќе насмее публиката. Публиката е најтешко да се насмее, велиме, нели, да се искрено тоа чувство да се долови и тоа ми се чини најголемата вредност или тежина која што може да се даде и на овој настан, меѓу другото, кој што тоа треба да го предизвика. Како низ времето и низ годините Добро прашање. Тоа се создава, да. Се трудиме да го следиме неговиот концепт, желби, ставови, цврсти понекогаш. Меѓутоа, мораме да го гледаме и новото време, но она што останува исто и константа и нема никогаш да се промени, барем додека ние го работиме ова, тоа се две работи. Првата е дека глумците пеат секогаш треба да биде платформа за промоција на млади актери, за популаризација на актерите. Значи, ова не е само шоу, ова е буквално една приказна каде што се слави театарот. Емотивна приказна е? Не само нашата, него воопшто и глумците. Овде се слави театарот. И за тоа треба да биде на 26 март, некои работи се случија во меѓувреме што го направивме. Втората константа која цело време се обидуваме да ја задржиме, а тоа е неверојатната позитивна енергија која што се случува во тимот. Тоа потоа се гледа и на сцена. Значи, за разлика од многу проекти во кои што работам, овде има една радост додека се подготвува. Овде има една љубов, едно заедништво. Причината е затоа што сите трчаме за еден коњ. Сите имаме една цел. Да го возвишиме на некој начин. Да го возвишиме, а при тоа учесниците си го чувствуваат за свое, затоа што е нивно. Ние кога го вративме пред 3 години, така рековме, го враќаме на театарот, на глумците и на публиката. И знам дека без прашалник беше тие повторно да се вратат кога ја потикнавте идеја. Да. Годинава одиме чекор понапред. Се пробуваме во нешто што можеби ќе личи на мюзикл. Да, далеку сме од мюзикл, да не ме сватат. Ама тематиката и сензибилитетот ќе биде? И структурата. Значи, веќе имаме сценарио, имаме диалози, имаме ликови, изградени ликови. Мюзикл се прави со месеци, со многу финансии. Ова е направено во многу кратко време. За жал, ние се соочуваме со многу потешкоти во процесот на работа, од капацитети до финансии и така натаму, меѓутоа во тоа што ни е дадено и како време и како можности, ќе се обидеме да чепнеме малку од структурата на мюзикл, па кој знае, можеби понатаму ќе се прерасне во нешто повеќе. Сериозно како се градат ситуациите и всушност цигла по цигла, кој знае што ќе биде глумците пеат. Знаеш што е интересно, што кога се прави една театарска представа, се почнува од читачка проба, па проби на сцена. From scratch, од почеток. И ова е from scratch, што е интересно. Меѓутоа ние имаме само 2 дена проби на сцена за да видиме. И сега вие мене ако ме прашате што ќе биде, јас знам што е сценариото, што е темата. Ама ги гледам дека слушам дека пробуваат и ми викаат не доаѓај на проби, пошто викаат лудо е, смешно и така натаму. Ние ќе го видиме дури во петок прв пат на сцена. Дури и ти, Ира, практично премиера ќе се доживеете во петок. Па малце пробите ќе ги видиме. Да. Поголемиот дел се разбрна премиера. Морам да ја споменам, не морам, сакам да ја споменам екипата, затоа што Маја и Ира се само нешто што е
го медијатор помеѓу публика да, и... меѓутоа креативниот тим е неверојатен особено оваа година, е многу мотивиран. Дејан Пројковски е нашиот режисер кој застана зад нас и фантастично го прави тоа. Олга Панго годинава прави бродвејски кореографии, морам да кажам. Браво. Марија Пупучевска ни е костимограф, Бобан Мирковски е музичкиот гуру на сите глумци, работат со него, аранжманите ги напиша. Љупчо Мирковски е диригент, повторно го имаме оркестарот од 22-ца. Во него се Дамир Имери, Ади Имери, Владан Дробицки, значи музичари кои што само човек може... Да, да. Значи тоа е еден исклучително тежок, креативен тим и јас сигурна сум дека не може да нема резултати. Така е, Маја, рековме од околу нешто помалку од 30 актери ќе бидат дел од глумците пеат оваа година. Ако повторно се вратам на назад, обично сакам така да направиме или мала паралела од кога се создаде па до ден денес и во таа разлика, значи не само за временски и генерацијски како што зборувавме, туку и ако зборуваме и за повозрастните генерации кои што израстанале со таа генерација актери, како што беше вашиот татко и нели тие актери кои што за жал дел од нив и не се веќе со нас, нели, или се во многу подоцежна фаза од својот живот, трета доба, тогаш паралела на тие актери кои што оставаат впечат и некако сме поврзани со нив и овие нови генерации на млади актери кои што секоја чест некако нели оставаат впечатоци пак и помладите генерации. Мислам дека ќе биде еден културолошки мост помеѓу генерациите. Да, но нели секако и тие гледаат примери или помладите актери и своји нели идоли во тие македонски актери кои што оставиле белеки за секогаш. Не знам дали гледаат идоли, ама знам дека во оваа година имаме млади актери кои не биле родени кога глумците пеат, се одржувале, слушнале, наслушнале, нема многу снимки, меѓутоа влагаат со една должна почит кон целата оваа приказна. Од друга страна ги имаме ветераните, кои што тогаш почнувале. И многу интересен градацијата, например, ние ги имаме едни Рубен Смуратовски, Билјана Драгичевиќ, кои што викаат, ние сме благодарни што на времето Марин не повикал, ни дал можност, сме стоеле, вика, и во на страна да чекаме да не повикаат. Сега, вика, ние сме тие кои што им даваме ветер во грб на младите и е многу убава еден спој. Од друга страна, младите не ги обременуваме со тоа како било порано, него ги оставаме да градат една своја автентична приказна, да видиме што ќе извадат, меѓутоа почита кон овој концепт е навистина огромен. Годинава имаме и неколку етаблирани актери кои за прв пат ќе се појават на глумците пеат. Имаме млади таленти кои што ги гледаме по социјалните мрежи како инфлуенсери, годинава се појавуваат во глумци. Значи, еден неверојатен спој и мислам дека ќе биде добро. Маја, пак ќе кажам, во време на несигурност, социјални кризи, колку е важно да постојат наставни, апропо глумците пеат, да градат културна сплотеност па и национален идентитет преку уметноста. И уште нешто сакам да те прашам, бидејќи спомена таму некако реминисценција на некогаш дали младите ги гледале снимките и така натаму, дали нема ли те прашале, ма сигурно можеби сте кажале, дали размислувате некој од следните изданија да ги документирате со некаков запис, видеохроника, изложба, книга, филм, нешто што заслужува можеби само глумците пеат. Нешто што ќе остане веројатно. Не знам кај ќе не однесе. Сакаме и документарец да направиме, за жал нема многу снимки од претходните или се со многу лош квалитет. Цело време одиме со тоа што Марин би направил, како би направил, мораме да се ослободиме малку од неговата приказна и да влеземе во нашата. Се било поинакво, ставовите на Марин биле согласно со времето во кое што се живеело. Нашиве ставови се поинакви, се трудиме да направиме и нешто повеќе. Моево гостување, иако секогаш не поддржувате, зашто сме многу благодарни, моево гостување и една мала најава за нешто што ќе го најавиме за неколку дена. За пропуштат премиерни епизоди. Така е, Телма секогаш е медиум кој што е отворен за вакви продукции и ми е драго што мораме да му дадеме на народот можност да се смее. Мораме тоа. И не е само глумците пеат, треба да има вакви повеќе продукции, ако морам да кажам е дека е многу комплексно
и многу скапо да се направи. Ограничени се капацитетите, мојата омилена тема на Немање Сала во овој град. Тешко е да се направи, меѓутоа мораме да се трудиме, тоа е нашата работа. Кога ја спомена салата, нек ни поминував тука нели низ партизански одреди и нели секој пат тие чемеријат кога гледаш универзална сала, да не ја спомнам, меѓутоа однака баш заминувам и така неврзан моабет и си велам мојата внука сега ќе биде полуматурантка, мојата внука не знае како изгледа универзална сала и некако ми беше тоа за еден бастион кој што беше на културата. Не само универзална, ние треба да имаме 3-4 концертни сали, така ќе продуцираме. Значи, мора некој да ни возможи капацитети, услови за да ние можеме да продуцираме. Не знам навистина кој сака народот да биде тажен. Многу е подобро кога имате дури и политичари, ако сме ние среќни, нема со нив да се занимаваме. Апсолутно, мислам дека се прашаш дали е каприц или е сериозно сега овај некој не знам, мислам дека е егоцентризам, me, myself and I. Секогаш велиме да се надеваме на подобри времиња и затоа да гледаме кон нели посветлата страна и она кој што може да не насме и добро е што имаме малку, но сепак имаме наставник кој што ете тоа може да го овозможат. Домашен продукт е, многу е важно дека е домашен продукт, дека можеме да увеземе и мюзикли, све, ама ова чувството дека нашите домашни капацитети го прават е нешто што е многу. Да, но и тоа го распознава публиката и затоа оние кои што можеби не успеале, може да побрзаат, рековме има уште малку билети кои што може да се обезбедат. 8 и 9 јуни во Македонскиот народен театар, глумците пеат во годинешното издание. Најважно дека е македонска продукција и ова е проект кој што не се фингира, туку е баш така отчетен, транспарентен и емотивно се поврзуваме со глумците пеат. Картите веќе ги имате, чинам дека се уште можеби на МК Тикетс. Да, има уште малку карти. Уште нешто за 9 јуни. Маја Бабич денеска беше во нашето. Маја, благодариме на нашето издание Тренската. Голем поздрав и дури и се гледаме сега како на глумците пеат новини за скоро, секако и Телма ќе биде тука да ги сподели.